Ако нема договор за законот за јавно обвинителство, распуштањето на собранието кое треба да се случи на 12 февруари може да се одложи. ЗАЕФ остава простор од дополнителни 15 дена, повикувајќи се на уставните одредби според кои изборите се одржуваат од 45 до 60 дена по распуштањето на парламентот. Освен за законот за обвинителство, лидерот на СДСМ смета дека пред изборите треба да има договори за законот за одбрана и протоколот за НАТО. Дел од агендата за која што се договоривме сите е дека овие законски решенија до распишувањето на изборите и распуштање на парламентот ќе се изгласат. Ако некој го прекрши тоа, тогаш нормално дека распишувањето на изборите и распуштање на парламентот нема да се случи. На 12 април се изборите. Убаво е на 12 февруари, како што објави претседателот Ала Џафери, тоа да се случи. Изборите се распишуваат и парламентот се распуштува од 45 до 60 дена. Значи имаме еден бафер од 15 дена тука за распуштањето на парламентот и распишувањето на изборите. Сепак собранискиот спикер Џафери отфрла ваква можност. Во изјава за 360 степени вели дека минималниот рок за спроведување на сите изборни действија е 51 ден. Невозможно е тие активности да се спроведат во период пократок од 51 ден. Затоа во случај да има договор меѓу партиите за периодот во кој би биле донесени клучните закони, би можело да се направи одстапка од неколку дена во однос на датумот за распуштање на парламентот. Но ако во наредните денови немам известување дека е постигнат таков договор, подготвен сум лично јас како пратеник да го поднесам предлогот за распуштање на парламентот на 12 февруари. Лидерот на ВМРО ДПМН Мицкоски смета дека е потребен квалитетен закон за јавно обвинителство, а не онаков како што турка власта. Бара да се прифати решение кое ќе го изработат експерти кои беа вклучени во јавната дебата. Обвинителството молчи за крупни случаи кои се поврзуваат со криминал, додека власта пробува да турка закон пред изборите, чиј вистински интерес е да се заштити по изборите од одговорност и одново власта ја турка земјава во слепа улица со цел да не дозволи решение кој ќе донесе независно обвинителство, кое не само што нема да молчи, туку ќе биде главната острица во борбата против криминалот. Власта се обидува да стигне до потребната поддршка од 80 пратеници по секоја цена. Министерката за правда одржува средби со помалите политички партии. Доколку стигнат до потребната поддршка, можно е законот овие денови да биде пуштен во собраниска процедура и без ВМРО ДПМН. Поднесување на голем број амандмани е една од опциите на опозицијата за блокада на носењето на законот.